Dasara kanakashumin kidentumen Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Roma siam avenamenza Savore te ava Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Romengere democratica neta katia Parisurali patinya Arisasti bari Macedonia Cedam Romani bari bartia Romengere democratica neta katia Parisurali patinya Arisasti bari Macedonia Cedam Romani bari partia Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Roma perscenza pirena Cosas tu sono pesche tan rodena Macedonia si tan butbaro Soca del Romenco e Cotormano Utroma Bershențar pirena Cosas to sunau pescetan rodena Macedonia si tan butbaro Soca del Romenco e Cotormano Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Dasara kanakashumin kidentumen Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Roma siam avenamenza Savore te ava Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Dasara kanakashumen kidentumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coieta Romengere democratica neta katia Parisurali patinya
састи бари Македония Чердам романи бари партија Ромен гере демократика не така тија Бари зурали партија Тари састи бари Македония Чердам романи бари партија Kana kašune, hidem tume savore Roma Sirija, mave namnica, savore djava poeta Салам алейкум, добар ден за сите. Од името на партијата Демократски сили на ромите, сакаме да ве поздравуваме и да ви изразиме благодарност за одвоеното време што сите дојдовте да почнеме, како и секоја година и ова, годишното собрание ни цела Република Македонија со границите. Имам голема чест да го поздравам министерот заедно што е тука со нас, да го поздравам сите 46 ограноци низ Република Македонија и да ви посакам пред се здравје, среќа, береке и да имаме плодна година. Ќе му дам сега збор за министерот доктор Шабан Салиев, воедно после неговиот збор сите од ограноците ќе имат по 2 минути или 3 минути највеќе да може да се искажат. Затоа го отварам ова годишно собрание со обраќањето на министерот Шабан Салиев. Представува особена чест и задоволство во моје лично име, како председател на нашата политичка партија, се слушаме, нели? Да ве поздравам сите присутни гости кои што сте тука. Особено сакам да ги поздравам председателите на општинските организации во нашата политичка партија. Значи, точно 46 општински организации на партијата Демократски сили на ромите, со кои изминатиот период, со некои повеќе од 22 години соработувам, со кои и во добро, и во лошо бевме заедно. Значи, паралелно ме замолам да ги исклучите мобилните телефони на типо да ги ставите и она што го кажа генералниот секретар Бајрам Кутеши. Значи, секој од градовите има можност да каже како е во кратки црти, за да можете сите да добивате. Исто така, сакам да ги поздравам и подпредседателите на нашата политичка партија, кои са до мене, генералниот секретар и сите овде кои што сте, кои мислите добро на нашата политичка партија, кои мислите добро на нашите дечиња, кои мислите добро во поглед на интеграција на ромската заедница. Јас цел живот, откако тргнав во средно образование, сум ангажиран во овие проблеми, да кажам, и као дете. И тогаш бе голем оптимист дека ќе ги решиме овие работи, овие неправди во текот на овие години и последните години. Ние сме свесни да состојбата во која се наоѓа нашата заедница, ромската заедница, најдискриминираната, на жалост, на маргините на општеството, на жалост, без основни права. Права кои по уставот, законите и меѓународните акти ни следуваат. Има еден закон, тој е најголемиот закон во државата, се вика Устав, каде све е идеално напишано.
дека на секого подеднакви права му се достапни и образованието, и вработувањето, и домувањето, и многу други можности. На жалост, во практиката, ние се најсромашните, најнеписмените, најневработените. Значи, се наоѓаме во една невидена катастрофа. Као да се поиграла судбината со нас. Ние сите овде, заедно и ја, со сите председатели на општинските организации и со секој член на нашата политичка партија се бориме да ги рушиме овие неправедни работи, посебно дискриминацијата, нетичка дискриминација, отворена која не ни дава можност да подигнеме глава, да видиме горди на нашето постоење. Не ни дава можност да се интегрираме како нормални луѓе. Ромите никого зло не го направи. Ниту една војна во светот, од самото постоење, двајање на овие простори, ниту еден конфликт ромите не предизвика. Ромите се пацифисти, добри луѓе, миролюбиви луѓе, на никого зло не направи. Без разлика, ние ще продолжиме да се бориме. Знам дека е тешко, знам дека секој чекор многу мачно го освојува. Ја знам дека сите се незадоволни. Уште посилни треба да видиме, да се действува као амбасадор акредитиран и во Бугарија и во Македонија. Имам ја многу сретни со амбасадорот од Индија и поранешниот и сегашниот имам. И разговараме за намирување на овие соседи. Значи, можеме, доколку сме заедно, доколку сите истрајаме, не се разочаруваме, не се повлекуваме, не се оградуваме. Напротив, она што не руши, што не повредува, не прави, има една реченица посилни, треба да бидеме посилни и после нас и нашите деца и нашите внуци уште повеќе да работат интеграцијата на ромите, на решавање на проблемите на ромската заедница. Ние не бараме да освоиме владата во Република Македонија, не бараме 12-13 министри, не бараме 70 пратеници и не можеме, според овај принцип на поделба на функциите на власта, како локалните, така и парламентарните избори, може да сме мало. Ја викам сме од 20 до 25.000. На некои места и 3 гласа, и 5 гласа може да решаваат за идем пратеник или градоначалник и така натаму, така натаму. Ние од 6 изборни единици даваме некаде околу 3-4.000, некаде и 5.000. А во некои изборни единици, по оној долтов модел на мерење како еден пратеник треба да помини, поминуваат и со 5-6.000 последно. Ние сме горди, и јас сум горд со вас, што сме единствена политичка ромска партија која има слух и 365 дена постојано действува на заштита на човековите права кај ромската заедница, кај основните фундаментални права и секогаш, вие знаете, тука се сите, нема огранок да не го посетиме, нема огранок да не се слушаме и да прашаме каква е состојбата со ромите во таа општина.
дали имате проблеми од кои тип? Некои проблеми ги решаваме, меѓутоа за некои проблеми немаме слух. Ја знам, многу од вас се наоѓаат во лоша ситуација, без основни средства за живот, без работени во своите фамилии, меѓутоа ние сме обстанале, ние сме реалност, ние живееме тука и ќе живееме. Меѓутоа ќе бидеме уште посилни, уште пообразовани, уште поорганизирани и резултатите кога и назад ќе бидат видни. Одговорно тврдам дека нашата политичка партија е најсилната политичка партија, најодговорната, најголемата. И партија која постојано работи и прави 4 големи настана во текот на годината, покрај овај настан, со една цел, да се консолидираме, да се организираме, без разлика. Ние ќе работиме уште посилно. Никој ништо не ни може. Заедно ако сме, врсти ако сме, и ќе одлучуваме секогаш за доброто на нашите дечиња, за еднината на нашата ромска заедница и за проблемите со кои се соочуваме. Нема во годината да не сум бил кај вас во вашите градови, најмалку 5 пати. Сум доаѓате и разговараме околу ова проблематика и така натаму. Доаѓаат локалните избори, негде октомври 2025 година. Значи, како никогаш до сега да бидеме организирани. Треба правилно да одлучуваме. Јас очекувам и да преговараме со нашиот коалиционен партнер, ВМРО ДПМН, за нашите позиции и ќе направиме уште еден собир вал. Или ќе направиме собир источен, западен, северен и јужен регион. И со вас да донесуваме заеднички одлуки. Да знаете што сме договориле, како ќе работиме, што ќе правиме и така натака и така натака. Нема измина за ромската заедница, доколку немаме и високи вработувања во смисол ова. Има една изрека, реченица, кажа еден голем филозоф, и еден да е од некоја заедница, дали е ром во некоја држава еден, треба да ги ужива меѓународните закони, законите во државата и европските закони, сите права кои му ги дава, дали е повелства, дали е закони, подзаконски акти и така натаму и така натаму. Ние си имаме наши планови, наша стратегија, наши механизми како да стигнеме до реализација на тие права и ќе стигнеме со Господ напред. Значи да заклучиме со сите вас, председателите на општинските организации и секаде кај што ќе формирате можности 50, 100, 200 луѓе, ќе разговараме во поглед на она што бараме, ќе бидите запознати. Не можеме во секоја општина да имаме советник, али ќе ги бараме и тие права и ќе бараме секако во согласно со нашиот коалиционен партнер, ќе бараме шуторизари во коалиција со ВМРО, ДПМН и другите политички партии, ние како партија Демократски сили на ромите да дадеме наш кандидат. Тој ќе биде градоначалник, кој ќе работи пример како треба да се помага на ромите за сите нас. Ќе биде на некој начин шаблон, модел, како ромите треба да живеат во шуторизари. Не со овие некои смешни потези. Ние треба дрво, некој убаво да се направи, меѓутоа дрвото не се јаде. Треба вработување, треба да се направат можности, да се направат и фабрики во шуторизари и секаде каде што са роми и по ова
ovdje sredstva koji se dodjeluva na općinite treba da se dara do naselite. Ja sad često uporno kada što žive Romi. Vi znate, što ste da ste na općinskoj organizaciji, neka od vas baratime nekoliko pati da im dadete za infrastrukturni projekti nasopri. Primjer, da li sa ulici, da li je osvetljivanje, da li sa drugim moćnosti i tako nadalje. Znači da možemo da ih dademo tije podatci, da država se nastupi na rešavanje na ovdje gomili problemi. Znači kako i da je, će rabotime zajedno, ja bih već vam rekao maksimum, će podam sektor. Znači do maksimum nema gledanje seji, nema povlekuvanje, nema ograduvanje, zašto šektano najviše toarosa. Da miruvаме, а тој да си работи. Значи, кога не го дигаме гласот или не се буниме и не работиме за подобрување на нашата состојба и само чутиме и посматраме и сме мирни, шейтано најповеќе се храни тогаш и влегува во секоја наша фамилија и прави штета. Напротив, ние тоа треба да го смениме. Благодарам на трпението. Фала што ми се. Кој сака прв да се обрати, значи имаме ние подвижен микрофон или може без тоа, ако не се слуша, ќе му даеме микрофон, да може секој еден од вас да праша. Добро. Јас сакам да прашам министра. Министре, како е можно ние да имаме, ќе кажам второ, во полиција, во судот не само за окренго, имаме тука и за Слуна. Тој дел, 5-та изборна единица, сакаме ние негде да се обратиме кога има прекој. Фала од мене толку. Добро ли дошол, министр. За голема почет и респект, добродошлица. Слободата за подобра иднина на ромскиот народ заедно со вас, зашто без едното другото не може. Со голем благослов кон вас и самиот наш народ, jer без вас не никој и ништо. И обратно. Министре, имаше еден проект пред 2 години, имате на уличка, тамо требаше дека до 560 метри да се асфалтира. Тој проект се довлача скоро година или може и 2 години се довлача. И ние, како роми од општина Гостјар, бараме еден помош од ваша страна, значи не е таа некоја голема уличка, не дека до 560 метри. Мислам дека беше реализирано тој проект, ама не е довршен. Ќе ве замолам, ако можеме барем таа, стварно не е важна таа уличка да ја завршиме. Поздрав на сите пријатели. Јас сум лично од Ограна Бигова. Поставам да кажам дека сигурно 99% од нашите роми го се град. Знаеме дека заврши законот за легализација и за приватизација. Али доста наши роми се соочуваат со тој да се легализираат куќи, не можат да се постават свој имот. Дали ќе имат поновно нов закон за легализација и кога може да очекуваме тоа еден момент? Хвала. Второ сите ограничи што се случува. Мора да зборуваме со души. Мора да кажам дека претходно тоа што велеше дека стварно само гледат на дожуваните, а ромите го тврдуват на страна. Ние имаме еден пат се вика Ранципа, се рече не изгледа по многото. И немаме улиците из катастрофа. Немаме канализација, немаме осветлување, немаме тротоари. Ако фанете да рачунате колку збори имаме на тркничка се вика Миријана, каде началникот ми рече доста пати,
Абдула ќе биде тоа видење веќе мандатот. Отиде видењето остана. Добар ден. Вие представители, вие не знаете като Аднан, ами ви като ушти Полистрайковци. Така, вие исто не знаете. Сега баш съм и аз работен по явно предприятие, Стипион, 18 години. Я съм моят личен шеф, шефът по градо, по улиците, я там живея, там основно това. И дупка до дупка, това по метър. Викам, ние трябва това да го санираме. Да, не дозволува вика градоначалник. Беше само да кажем дека скоро време имаше правосудие медиатни српски култури и тоа од целиот источен дел и со тоа стекнавме од другата страна да се работи од СДС. Тоа знаење требаше да го имаме ние во владата, дека треба таките работување да ги земеме ние, да не може ние да го освојаме тоа што требаше. Затоа сме се борили за таките работи добри места. Таките добри места да ги одземаме сега најмногу 5 работи. Гајло, врска со војната. Јас многу пати имам контактирано по телефон со него. Истото ми го кажа Бајрам да апlicirаме да доставиме до архивата општина. Кога ние последен пат сега со пројогна за вработување некај на свој јавно предпријатие Комуналец, ми доставяме барање. Господин сервис, општинскиот советник во демократските сили на Ромите, кој е време прво на сега мојот господар, потоа на ова партија и на мојот предпоследен председател и актуелен министер господинот Шарон Савино. Свесен сум, а и должен сум да ве информирам. Така да, врз основа на член 127 став 1